Канада го намалува бројот на меѓународни студенти што ги прифаќа на 437.000, што е за 10% помалку од минатата година. Чеј Комар Киракоја дошол во Канада од Буркина Фасо пред помалку од една година. Неговото патување го отсликува она на илјадници странски студенти низ Канада. Ја избрав Канада затоа што имаше повеќе можности во мојата област. Но сега е потешко да се остане и да се работи во Канада по дипломирањето. Идни студенти ќе треба да покажат дека имаат повеќе од $20,000 заштеда, наместо претходните барања од $10,000. И да работат во Канада откако ќе да добијат својата диплома. Студентите треба да знаат англиски или француски јазик и треба да дипломираат во област што на Канада навистина и треба, како наука, земјоделство или здравствена заштита. Кога првпат ја напуштив земјата, требаше да работам во рударството. Но сега со новите закони за имиграција, морав да го сменам своето поле на студирање, бидејќи морав да се приспособам на новите закони. Канадските власти велат дека новите правила се дизајнирани да го запрат растот на населението на краток рок, за да ја дадат време на канадската влада да го подобри пристапот до домување и здравствена заштита. Со толку голема неизвестност, студентите се свртуваат кон имиграцијски услуги и апликации, како она основано од Баки Вонда, кои им помагаат на студентите за аплицирање за виза, правила за имиграција и барање работа. Ова е време кога процесот сам не би функционирал за вас, бидејќи имиграцијата се менува во секунда. Значи треба да имате стратегија за да можете да видите кои се вашите опции. Во услови на неизвестност, Киракоја вели дека се уште верува оти може да придонесе и за новата и за матичната земја. Она што планирам да го направам во мојата обука е да стекнам искуство овде, да барам добри можности по неколку години, да се вратам во мојата земја, затоа што сакам да го искористам она што го научив овде во мојата земја. Вонда истакнува дека странските студенти придонесуваат со преку $22 милиарди за економијата на Канада секоја година. И таа вели дека намалувањето на нивниот број може да ја ослабне канадската економија и пристапот до таленти.